И види, ми кажува кога да сменам брзина. Само ми се паркира. Ево, тоа е Само ми се паркира, еј. Ало, кревам вака раце и само се паркира. Новата епизода од 1 на 1 започнува сега. Овој понеделник 6 февруари го прогласувам за Ден на воздухот. Ајде да се обединиме. Ајде да направиме нешто сите заедно. Сите заедно. Секој од нас нека напише нешто на својот Facebook, Instagram, Twitter, да снимиме видео, да се издереме на улица. Ден на воздухот! Ден на воздухот! Озбилен си да нисам најбољ. Како најбољи? Глеј кој е најбољи. Знаеш дека е Жван? Не. Глеј го шопри. Бам, бум. Не некој тебе. Све пие, само ништо од глава. Нема, не си мушкарац. Што да ти кажам? Ти си мушкарец. Нема ни да ми долазиш на концерт. Не треба ми, долазе само луѓе кои ме воле и поштују. Ја? Немој да долазиш. Така? Океј, што не ме викна мене, бе, Тони Цетински го викаш. Шта би ти радио да сум? Тони Цетински, се со Тони Цетински да си седиш вака, да си пиете муаве, да си правите. Ич не ми ни прави муаве. Готово. Чао. Добро, ајде извини што те не се звал. Сигурно? Извини. Извини ти. Барба, и ти си мушкарчин. И ти си мушкарчин. Мушкарчин. Гледате 1 на 1 сезона 8. Вечерашен гостин Владо Георгиев. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. И здраво, ова е една нова епизода. Јас сум Жарко Димитриевски, а ова се Пеперминт. Аплауз за вас, публико! Се сакаат. Доста што се сакаат многу убави денеска. Убави, прекрасни. Денеска ни е гостин Владо Георгиев. Да. Вака така помина јануари, луѓе. Се навикнуваме сите на новите моменти кои ги носи новата година. Некои дури и сами на себе си дадоа ветување за тоа што ќе направат оваа 2017. Затоа јас себе решив да дадам едно ветување, ви ветувам дека јас, Жарко Димитриевски, ќе убијам 1300 жители на Скопје оваа година. Ако не ме слушнавте или не го снимивте ова со телефон или што и да е, уште еднаш ќе повторам, јас, Жарко Димитриевски, ќе убијам 1300 жители на Скопје оваа година. Никој више не те сваќа сериозно. Не, слушај, какво Скопје, бе? Ако не ме сваќате сериозно, ќе убијам многу и во Битола, Тетово, обавезно партал ќе го направам. А ако не успеам да убијам се што мислам, барем дел ќе ги разболам, па ќе си умрат после тоа. И сега нормално, ја не сум се мрднал, туку друго е работата. Ќе ве прашам, што ќе направите околу тоа? Ќе направите нешто конкретно или ќе си седите и ќе си викате од цела држава, па нема мене да ме убие, ќе убие некој други. Се надам дека голем дел од вас разбра за што зборам, на сите останати им велам, не се секирајте за мене, има многу поголем и поопасен непријател на нашиот народ, а тоа не е лидерот на партијата која не ја поддржуваш, тоа е загадениот воздух, луѓе. Бројката која пред известно време беше актуелна, но брзо сите ја заборавивме, е таа. 1300 луѓе годишно умираат од болести за кои е виновен загадениот воздух. И тоа само во Скопје. Исто заборавивме и дека 35% од сите болести од кои боледуваме се директно поврзани со загадениот воздух. Заборавивме на сите троцифрени бројки кои покажуваат огромната загаденост на нашиве градови и општини. И најважно од се, заборавивме дека треба да направиме нешто во врска со тоа. Во еден на еден пред точно година дена направивме цел монолог на истава оваа тема. Имав говор малтене ист како овој. Еве како го завршивме. Ај пушти. А исто и неќе лошо министерот да прочита нешто или барем да каже, не ја да блебетам тука. Како се викава министерот за животна средина? Нурхан и Нурхан Ибраими. Нурхан и Заири. Епа министре, што направивме бе со воздухот? Ја ќе ви одговорам, ништо не направивме. Еве сме година дена
подосна и ништо не е сменето, освен Нурхан, кој не е веќе министер. Ништо не е сменето зашто дел од нас повеќе се грижат за тоа како Сорос не распарчува, на дел од нас во главата им е само како да се докопаат до власт. Трети едноставно не ги интересира зашто секогаш било многу загадено, само сега почнале да мерат. А на четврти во паметот им е само дали ќе ги заебе Бетис во второ полувреме. И тука завршува се. Се до пролет, кога ќе видиме сонце и небо надвор и сите ќе си речеме, ајбе, не е ни така лошо. И до наредниот ноември и декември, кога пак ќе си го почнеме овој круг на кукање и плачење, ќе се нарачуваат анализи, јас ќе направам уште еден ваков монолог, воздухот ќе убие нови 1300 луѓе само во Скопје. Но јас сум само жаре од еден обичен жител на овој свет, како и ти, мој драг пријатели, и навистина тешко ми е да смислам што можеме ние да направиме околу ова. Сепак, на крај на криштата не сме власт, да воведеме субвенции и да помогнеме за алтернативни грејни модели, наместо луѓе да се греат горејки шо стигнат, да има некакви регулативи и не знам да им се помогне. Или па да донесеме регулативи за да престане увозот на крш автомобили. Или не знам, да го направиме јавниот превоз за мерак, да ги намалиме цените, да го направиме електричен, на луѓето кејф да им биде да си одат на работа со јавен превоз, ама не сме власт. И точно е дека анализите покажуваат дека најмногу од загадувањето потекнува од домакинствата. Но сепак надлежните се тие единствените кои мораат и кои имаат моќ да воведат значајни промени. И ве молам да не бидеме мизерија и на ова што го зборувам, да му ставаме политичка некоја етикета, бидејќи се гушиме и умираме сите, а не само едните или другите. Ова е нешто кое не засега сите подеднакво и кое не е насочено кон никого. Едноставно е повик да кажеме јасно, гласно и заедно дека сакаме чист воздух. Ајде и музика. Затоа, овој понеделник 6 февруари го прогласувам за Ден на воздухот. Ајде да се обединиме. Ајде да направиме нешто сите заедно. Сите заедно. Секој од нас нека напише нешто на својот Facebook, Instagram, Twitter, да снимиме видео, да се издереме на улица. Ден на воздухот! Ден на воздухот! Дајте предлог, дајте мислење, ставете само хаштаг, пишете што сакате, ама пишете нешто и помогнете да ни се чуе гласот на 6 февруари. Секој од нас да побара чист воздух и тоа да го дознаат и видат сите. Сите јавни и нејавни личности, сите актери, музичари, спортисти, доктори, шофери, молери, столари, новинари, готвачи, лимари, трговци, банкари, учители, домакини, домакинки, проститутки. И вие придружете ни се. Сите придружете ни се. Баби, кажете им на внуците, внуци, кажете им на вашите другарчиња. Другарчиња, кажете им на вашите родители. Не е важно кој сте, што сте, политички, приватно, не треба ни да сте фанови на еден. Ова е поважно од сето тоа. Овој понеделник напишете статус и помогнете цела Македонија да дознае дека нешто мора да направиме. Ден на воздухот! Ден на воздухот! Ден на воздухот! Ојде! Пајаче, ќе го изчистиме воздухот. Се потреси. Ќе го изчистиме. Ден на воздухот! Гледате 1 на 1 сезона 8, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. А ќе се зезаме со нешто што го нарекуваме новинарска поезија. Новинарска поезија. Новинарска поезија. Аплу за пеперин, тоа се джинглови во живо, луѓе. Што е новинарска поезија? Новинарска поезија е, луѓе, знаеме дека се пишува се и се што по медиумите и дека секакви наслови има, така? Нели, тоа е друга тема сега какви се текстовите и насловите, ама ние ги собравме сите наслови и од нив направивме рима. Значи сите наслови ги земавме и рима. А ова се вистински наслови, значи вистина тие се насловите, ништо не им сменивме, само ги ставивме во рима. И затоа сега ќе ја правиме новинарската поезија. Пуште режија музика. За да го фати овој сом му беа потребни 4 трски. Бруталната вистина за платонските врски. Внимавајте, американците си играат со балканската клима. Кейт Мидлтон се појави во најубавиот цветен фустан оваа зима. Какво време не очекува оваа сабота? Психолозите велат дека треба да мастурбирате на работа. Кој е број еден стрип на Балканот? Загор прв пред Дилан и Текс? Зошто жената е расположена за секс? Македонија пат, солод странство ќе набавиме.
Вечера е богојавление, зашто на полнок мора да бидеме будни што треба да направиме. Каде живее Бали Бек? Во неговата куќа нема луксуз и свила. Рози и срце за македонската водителка. Кој го подари ова на Лила? Ема Вотсон објасни зашто биде пиде пепелашка прифати да ја биде бела. Дали ова е 21 век, нема вода во македонските села. Црнец проведел девојка бидејќи го излажала дека е бела. Од глава до пети Маријана скоцка на цела. Карлеуша збесна, Аца Лукас е кретен. Новак Џоковиќ купил 2 апартмана на Манхетен. Фингирана криза, еве кои се нарачатели. Стоп Сорос, дали власта креира имагинарни непријатели. Шекеринска е главна, продолжува кашата. Нигер Калфа го јавна, суџукот на пашата. Во фаца со талпа, ова видео е најпрегледано. Шоуто на Миленко Недековски на Алфа, најнегледано. Ако пиеш вино розе, сакаш дома да диригираш, убаво загледајте се меѓу незините нозе, таа мислеше дека само наивно позира. Но джиновскиот пенис, сите го забележаа. Заврши грипот, сите го прележаа. Нов душек за вашето најмило, заштитете му го сончето. Девојка гледаше како професорката и го заведува момчето. Сакам срамежливи момчиња, можам да ти ставам кондом. Младината е катастрофа, нема повеќе бонтон. Раперот Тони Зен, секогаш во мода, проверете дали доаѓа судниот ден, на Свети Јован ставете јајце во вода. Новинарска поезија. Новинарска поезија. Вице-премиерот Мешевски! Ова не ми треба. Рециклирај. Не ти треба? Рециклирај. Ти благодарам. Ти благодарам. Што си ми као не расположен? Бе, ти кажам прво, се мислев дали уопште да дојдам до емисија. Што е работа? Шу. Како сум се залежил на работа, сум си купил фотелја Office Plus. Office Plus? Тоа многу подобра твоја, брат. Кај ти така Не ми се стануеш, еј. Уопште. Па и ова е од Office Plus, што и фали. По ова е мојата шо ти. Па мамбе, па добро сега, ние го немаме буџетот на владата на Република Македонија. Фала ти Мешевски. Продолжуваме ние со Владо Ѓоргиев. Cause you're a sky, cause you're a sky. Очекувам да се жаре malo ozbiljio, da postao normalan. Bude jedna normalna, ozbiljna emisija. Kulturna, fina. Cause you light up the path. I don't care, go on, tear me apart. Дали знаете што ќе направам од овие трепки? Еве луѓе, не може човек да работи од вас. Еве, зелен чај помага при сите болести. Не може човек да работи од вас. I don't care if you do. Здраво, здраво, се враќаме на со нашиот гостин Владо Ѓоргиев. Да, тоа е. Следниот наш гостин е автор на многу хитови, како Мини смо ми, Анџеле, Жена без имена, Искрено, Тропски бар, Милево ли диско. Човекот бил тука и претходно и еден од нашите омилени гости и добар пријател, Владо Ѓоргиев! Čaj. Čaj. Moje omiljeno piće. Прв пат ја облагаш кошулава или не? Ne. Сериозно? Си ја носел и претходно? Misliš ovu košulju? Да, баш ова. Бидејќи знаеш, така ми изгледа нова. Pa možda se nosi jednom, 2 puta. Ali planiram da je zadržim nekoliko godina. Значи не си толкава звезда да носиш онака доаѓаш негде, ти носат кошула од продавница, никад не облечена. Ne. Ja ne volim robu koju nisam nikad nosio. Значи некој мора да ја носи еднаш два пати, To ti je kao da ideš da spavaš sa devojkom koju nikad nisi sreo. Опа. Беше пред 2 години. За тие 2 години се случија полно работи. Си купи неколку кошули, имаш пар одела нови, пар фармерки, Zamenio sam gume na autu. гуми нови, керка имаш, Između ostalog.
Не ги остава. Да, значи честито, колку наполни? 4,5 месеца. 4,5 месеци, малата Софија. Да. Така. И како е вака тато сега? Топ. Добро е? Топ. Што ти е најинтересно? Најинтересно. Pa što se menja svaki dan. Дека Svaki dan je расте, drugačije. дека Da. расте, а? Svaki dan ima nešto novo, izgovori nešto. Гуга, Да. гуга, едно друго, а? Da, jako interesantno. Како беше? Зошто Софија? Tako mi se dopalo, nama se tako Ти си dopalo. одлучи? Pa zajedno smo odlučili, lepo ime. A i baba mi se zvala Sofija. Ај, па добро. Добро, имаш Od neku нешто smo тако. krenuli, da. Имаш нешто тако. Добро, седиш, да речеме, повеќе дома отколку што си седел порано? Имаш некои такви промени, нешто? Ne. Ништо, Ne. ништо? To su promjene koje su nemoguće. Барба, бе. Ne može, ne mogu. Ja stvarno, inače nisam tip koji sjedi kući puno. I nisam taj tip uopšte, znaš. Ти направи, како е тоа, лажна свадба, како ја викаме? Pa dobro, to smo se zezali, to je bio meni rođendan, pa... Значи, фактички, роден ден на Владо. И човекот си направи свадба, на која што со, да не утнам, на која што со Милица си рекоа не. Pa da, Така? to je logično. Uvek su svi govorili da. A to je postalo među vremenu demode. И си имавте гости, све, така? Da, gosti su došli na moj rođendan, Добро. znaš. Значи, они не знаеа што ги Da, чека. ali sam ja dobio tu ideju zato što je taj lokal gde sam ja pravio rođendan, ta terasa, imala tamo oltar gde se prave venčanja. Опа, супер. Pa sam ja onda zovnuo i lažnog matičara i... Абе, значи ти Sve целото je го bilo направи. tan, sve je bilo. Имаше поп, нешто таква работа? Ne, sveštenik mi je bio jedan prijatelj u gostima, pa su to sve na kraju novine pobrkale, ali uglavnom smo se zezali i rekli smo ne, što mislim da je potpuno ispravna odluka kad sam ja upitan. Да. Имаше некој што наседна на фората? Pa mnogi su, znaš, ja vidi oni sad će da se ne... Ali onda ništa od toga. Фрлаше Бидермаер? Ne. Па си требал. Mi smo prekinuli matičara u njegovom govoru. Počela je da čita ta žena, ona, znaš, iza je bila zastava, sve, znaš. Počela da čita to kao... Vi jedno drugome morate oduzeti život, upropastiti jedno drugo potpuno. Znaš, oni tekstovi, pa ne, nego ja tako doživljam tekst kad matičar priča. Meni je u stvari najveći problem, zašto ja strašno mrzim matičare. Sve u redu dok ne dođe do onog dela kad krenu i u bolesti. Ај. Znači, Da. moraš biti bolestan, razumiješ? Znači, odmah te razboli. Znaš, morate jedno drugome, znaš, ti u stvari slušaš kraj svog života. И си замислуваш, Da. одма, визуализираш. I ja tako bežim kad god su matičari, ovo kad ne. mi se neki prijatelji tako venčavaju to, ja kad počne matičar, ja nešto odem na telefon i ja to ne mogu Менеджер. Da, ne mogu to da slušam, to je meni potresno. А Милица се запозна, ти правеше кастинг Да. за твојот више хит, искрено се вика песната, и ти си правиш кастинг, и како? Ти правеше кастинг за некоја што треба да ти роди дете или како беше? Ne, ja sam pravio casting za spot, Значи стварно беше за спот. da, ali Ова случајно излезе. sad ću ti kažem, ja sam mogao da napravim spot da bude samo jedna devojka u spotu, Добро. ali kako bi onda ja izabrao, razumeš? I onda sam ja napravio da imam ženski bend, Dobro. da bi mogao da pozovem njih više. Така. I da fino Како izabere Роберт Палмер, Milicu. како се викаше? Fino izabere Milicu i završim posao. Роден у Дубровник. Детство поминато у Црна Гора. Долги години у Белград си живеел. Ама на почетокот у Белград не било така се сјајно како што е сега. Не. И Владо Георгиев немал така фин, убав, комотен, комфорен живот како што. Ja ga nemam ni danas, vidiš da Абе je... доста, ајде бегај таму. Добар е сега, добар е, убав е. Uvek je, život je Kako uvek beše lep, to samo ako ljudi znaju da ga lepo žive. Pa znaš šta, ja sam došao iz malog grada, s mora, sve je bilo drugačije. A u principu Beograd je jedan vrlo otvoren i gostoprimljiv grad, ali ako nemaš para, zna da bude jako neprijatno, znaš, zna da bude vrlo nezgodno tamo. Кај живееше, пример? Кај? Živio sam kao podstanar, mislim, Значи под Кирија некаде? pa da, mislim, bio sam sa drugarima, kasnije mi je došao i brat.
Svirao sam, učio školu. A како наоѓаше, пример, тезги, свирки, како наоѓаше? Svako večer sam. Дојден од мало местенце, пример, сега у Белград и како да најдам свирки? Што правеше за... Pa ja sam prvo našao posao pa sam došao. Така направи? A da. Значи си имаше договорено. Jer ja sam prije toga već dolazio, ali tad nisam imao dobro dogovoren posao. I onda je baš bilo gadno. Onda sam se vratio u Herceg-Novi i došao kasnije. Пееш, Da li znaš da prvi put sređujem svoj stan sada ove godine? U 40. Kako je tako? Ozbiljno. па до сега што си, брат? Ja bio sam podstanar. Абе, Ja не, sve dajem na opre. Moguće. Па дека си црногорец ти, рети, Pa da. А? Те мрзи да... Те мрзи сигаш какво селење, бе, не? Ima i tu istine. Kupio sam stan nešto ranije, ali nekoliko godina me mrzilo. Општо, што мислиш, пример, за таа цела пинк сцена и Ništa. такви O работи? Pink sceni mislim sve Pink. Све пинк ти е за пинк. Mislim da Pink stink. Пинк стинк! Da. А Стинг? Дали е вистина, ја човекот лично Стинг ти си има јавено на телефон? Негде сум прочитал. Jeste. Стинг, збориме Стинг, Стинг. Jeste, da. Pa ja se Гордон Самер. poznajem se s njim, da. Upoznat ću te sljedeći put kad bude došao. Немогуće. Da, ja se vidim s njim svaki put kad dođe u Beograd. Е, кога бе доаѓа Стинг у Београд? Pa evo, bio je prije 3 godine, pa je bio prije 5 godina, pa... Повеќе пати доаѓа. Не само за концерт која беше сега. Da. Dolazio je čak i da snima nešto u studiju kod jednog mog prijatelja i nikome nije rekao da će tu biti. Е, чекам, како си имаш упознаено со Стинг? Pa radio Uopšte. sam sa Dominik Millerom koji svira gitaru u njegovom bendu. Bubanj mi je svirao Vini Kolejuta koji je svirao dugo sa njim Dobro. i dan danas svira Кај s се njim. упознаваш прв пат? I kad je došao na koncert u Novom Sadu, Аха. Dominik me upoznao s njim i И tako. тоа беше топ концерт. Jeste. И супер, те и си се слушате. Онака најрандом ти звони Стинг. Pa dobro, Свиреш му, да? interesant. Тоа е многу добро. Одговарај одма. Најкористена апликација, која ти е? Twitter. Twitter. Колку имаш фоловерс таму? 500.000, кој знае колку е. Tačno, типувам, imam 500 и 506.000. 506. Кој ти е најкористено емоджи? Стикер, што користиш највише? Прст. Прст, добро. Последно што си купил онлайн? Posljednje što sam kupio sam neki dan neki koncert. Што си купил? Koncert. На DVD, на таква работа као? Ne, nego sam kupio download. Mogao sam i da ga ukradem, ali... Али nisam- не ќеш. Da. И колку плати? Mislim $9 ili tako. $9. 9-10. Што ти е позадина на телефонот? Pozadina mi je talas. А, добро. Ти си го сликал или е некој рандом? Ovo je neki talas sa interneta više. Да, машало. Ovaj da sam slikao, verovatno bi se potopio. Што е вистина? SMS кому последен пат си му пишал? SMS pisao sam bratu Што му пише? da smo stigli. А, дека си окей, дека си у Pošto Скопје. je krenuo da me budi jutros u 9 sati, ja sam mu rekao polako, tek krećemo u 11. I pošto smo krenuli tek u 1, on je bio strašno zabrinut da li sam ja Зошто stigao уште kod не го tebe ili кажа? nisi. Da. Фала Богу. Позната личност, што ја имаш у контакт, а луѓе би се изненадиле од тоа. Кој ти е? Misliš da je nešto wow? Па не мора да е вау, да се изненадат луѓе. Пример, Цеца, ако имаш у телефон. Имам Ти си- Цецу. Ја имаш Цеца у телефон? Biste li se добро. iznenadili da imam cecu? Ti si Imam iznenadila? cecu. Imam žareta. Vučić го имаш? Ne. Миле Китич? Ja bi se iznenadio kad bi imao Vučića u telefonu. Mislio bi da nije moj. Кога ти си се качил на Хималајши, ти се каже. И тоа беше новитет, кој ми кажа, не ми се веруваше. Кај најде време прво на Хималај да се качуваш? Pa dobro, to je bilo odavno, ima 8-9 godina. Е, како ти текна? Па ти не си Супер. некој планинар, бе? Pa nismo ni išli na planinarenje, nismo se penjali u smislu zakucavali eksere. Već smo išli okolo naokolo. Имаше водич таков, некој што... Da, bili smo cijela ekspedicija, 12 nas. Како беше? Bilo je odlično, super. Nema mobilnih telefona, nema ničega. Bilo je dobro i dugo je trajalo, mjesec dana smo bili. Pa тоа е одмор, одмориште. To je odmorište, ali onda kad se vratiš, umorete svi isti prvi dan. А би можел да замислиш некој така да седи у планини и да живее со години. Mogu da zamislim, ima puno takvih ljudi. Prvi moj brat ima vikendicu na Tari i svaki dan
koji može da ugrabi, on tamo odlazi i ne vraća se ako baš ne mora. Сега ќе запознаеш уште еден човек кој што живее на Попова шапка. Значи тоа е Јован Божиновски Кенеди. Кенеди! Гледате 1 на 1 сезона 8, овозможено од Ford. Mida Grand Motors. Ne izgledaš Седни. ko da živiš na Popovoj šapki. Кога ќе се симнеш во град. Пример, како ти е? Па, паника, гужва. Се симнуваш од шапка, Владо Георгиев седи до тебе, си викаш бегај, ова не е окей. Цивилизација, толку луѓи. Ти се случува пример сам да си долго време? Да. Мислам, има случајно 11 дена да немам видено човек. Никој. Никој. Е баш добра, никој. кај живееш? Кај си таму? Работим во Конак, Окей. тоа е хотел. Хотел, така. Да, и таму си престојувам. 12 месеци сум таму. Значи ти фактички не се ни симнуваш, ти се случува да Не. не се ни симнеш. Да. А Кенеди од кај те вика? Тоа е стар надимак, у тетово дава надимаци, па така сум го добил од дедо ми и остана така. И сите ме познаваат као Кенеди. Како Кенеди. Слушај, Значи, kad dođemo na šapku, pitamo gde je Kennedy, oni Gde je kažu Kennedy? tamo. A koga Tačno. pitamo kad nema ljudi? стварно да управо. Па ту сам ја. Pitamo medveda. А слушај, кажи ми, тие 11 дена кога не гледаш човек. Шо правиш? Уживам у мирот. А кој период е тоа? Кога се случува? Лето, зима? Čekaj da ga ja obično pitam. je. Koliko dugo ste ti, devojka, pre toga bili zajedno? Четири Nečeg години. mora da se poludi. Pa da, 4 Ili? godine, da. Sve u redu, nastavi, Žara, izvini. Така, окей, одиме понатаму. Диви животни? Ми си има десено да бегам и од мечка и од волк. Како беше мечката жити се? Па тоа беше прик вечер баш. И седев ја, надвор чекав гости. И А гости нема? Не, ги чекав гости. Došao mu je medved u goste. И у еден момент, знаеш, свртен со грб, еднаш почна да рика нешто. Ни назад, ни напред, само право. Ногете у глава. А, значи, чекај, ма се трчаш, бегаш, нема тоа, прај се мртов, не знам што Нема ово, шанс. а? Момент на паника. А волци, кај има волци? Цело време гледаш? Па, и летен период кај овцете са, тоа има волци, да. Имам видено. А овцете кај се? Па туе на шапка има бачила полна. Шарпланинци имаш да те пазат, да те штитат? Не, само Хектор е со мене. Хектор, Да. и моето куче се викаше Хектор, да ви кажам порано што каже. Хектор, Најверен што е? другар, Аљаскан Маламут. А и дали имаш омилена овца од овците? Остай го малце безобраз, знаеш како е. Кенеди на социјални мрежи како да те најдат? Ти си исто и доста Јован популарен. Кенеди. Јован Кенеди. Секаде сум Јован Кенеди. И Јован на Твитер, Кенеди. и на Барба, Фейсбук, барба и на Инстаграм. Твитер, ќе го најдете Јован Кенеди. Imaš Мајсторе, internet na Popovoj šapki? Имам. Pa mogu onda i ja na šapku da idem. на Маврово со мене, на шапка со Кенеди. Odemo zajedno. Ето така, изволте братко. Чао, Јован Кенеди. Ćao Kennedy, vidimo se. Јован Кенеди. Тој што име ќе го прочита Мешевски, мора да си го скрши од глава одма, у секундата. Ајде, одиме. Мешевски, влечи. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате.
Мелодија на вкусови од супите на Витаминка. Вистинско уживање од млекара Јока. Највкусната павлака Јока, создадена од 100% природно млеко, за вас и вашето семејство. Размислувај природно, храни се здраво. Млекара Јока. Memories you want to keep, the lighter you need to be. And you, how far would you go? Travel lighter to go further with Be Light by Samsonite. Најдоброто место за вашето здравје, Маврово, ве повикува на сонце и чист воздух, на дружење и смеа, на топол камин и планинска идила во хотелите Бистра, Спорт и Лодж, со почетна цена од само 25 евра по лице. Маврово за големи и мали. Ве очекуваме. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Види го пак седнал. Абе што правиш бе? Цел ден си дома, сметки уште немаш платено, срам да ти е. Че какви сметки немам платено, да видиш како се плаќаат сега сметки, да видиш. Никој не ти платил вака сметки брзо како сега, јас што ќе ти платам тебе сметки само 3 бројчиња да платени се сите сметки, маче. Платени се, ме не ме викај платени се, само седиш дома. Што не донесеш нешто за јадење, ја цел ден да седам во кујна. Ти ми седиш во кујна цело време, како смееш ти да седиш во кујна, бе маченце, види сега како овде ќе видам, сакаш пагетчиња да земам, тортелинчиња, има спанак, има рикота, ако сакаш не. Ти знам сакаш пицичка со куленче, еве една голема фамилиарна само за тебе, една малечка за мене. Еве маченце и тоа е купено. А зима што иде? Уште јакна што си немаш купено, ќе се разболеш и после јали да те пазам. Ја да ти варам чајевица, да не бе мате голенцо. Чао бе, па немој така да ми спориш, бе, нема да настинам, ќе си купам еве една јакничка сега, ти една и за тебе ќе купам сега јакничка, а и за сестрата ќе купам една дебела таква розева, знаеш дека она таква сака. Еве купено 3 јакнички, еве само 3 бројчиња, готово бе маченце купено, нема никој да ми испонастина, уште нешто да не треба. Чекај, стварно се ова направи? Да, бе, маченце, што ти има тебе? Охо, ручекот дојде, оди, земи го. Зашто го сакам мојот Ford Focus? Поради тоа што сам паркира. Има активна помош при паркирање, затоа веќе не ме фаќа стрес кога паркирам. Уште да даваше помош при снимање на емисии, ќе беше супер. Да не ме фаќа стрес, кај оној жарио емисија, ќе му снимам јас на него 1 на 1. Мешевски ќе си прави сама емисија. Да. 18 февруари, Борис Трајковски, ти и Тони Цетински. Ја не могу да верувам да си се сетил да најавиш мој концерт. А, да. Свака ти чај. Веќе сам мислио да нема ништа од тога, да. Епо повели сам кажи си за твојот концерт. 18 февруари. А овој кој е овој? Тони Тој Цетински. е Тони Цетински. Кој е тој? Печ. Пејач? Добар? Добар. Вау.
Da. Како со Тони се Ja врзате? nisam od onih zavidnih, ljubomornih kolega. Нормално. Ja svaki kvalitet cenim i svakog volim da А pohvalim. зошто баш заедно? Од претходно Pa to je имаше... smislio organizator koncerta. Добра, претходно To си je бил njegova со Тони genijalna Цетински? ideja. Во пар си бил на некој концерт или не? Ne. Не, nismo. ова ќе биде прв пат. Da, prvi put. Па добро, кул. Mislim da je u redu. Се знаете Kako da ne? како што треба, а? Kako da ne? Супер, одлично. Што можеме да чуеме, да речеме, на 18 февруари, бидејќи ти беше и пред 2 години, се подготвува нешто, да речеме, по-ново, по-интересно во однос на сцена, на бенд, на, не знам, озвучување, лайтинг. Pa sigurno će biti to sve što treba da bude, ali ljude u principu ne interesuje da ja sad ovdje sjedim i pričam kako će bude odlično ozvučenje i lighting. Šou kako što treba. Ali se nadam da mi napravimo dobar kontakt, jer skopska publika je stvarno izuzetna i mnogo vesela i dobra i mislim da ćemo napraviti jednu dobru atmosferu. Договорени сте како ќе одите? Nismo još. Не, а? Ти беше судија, на твое лице звучи познато. Така? Da. Ти беше еден од судиите. Тоа какво искуство вака сцена се како што треба? Мислам од 1 до 10 си колку задоволен? Pa vrlo sam zadovoljan, odličan je show, međutim par kandidata, odnosno učesnika su stvarno bili onako... Може би не требаше да ги земат. Da sam se pitao ja, da ne bih uzeo. Znaš, neke ljude ne možeš da naučiš ni redu, ni pristojnosti. Oni nauče sve to što trebaju, da igraju, da se glupiraju, ali su jednostavno upravo za onu drugu televiziju. Кај овие што ги спомнавме, а? Da, upravo to. I onda jednostavno me par ljudi tu baš onako nerviralo. Ne volim kad mi neko natura taj turbo folk. Razumeš? Dobro. Kad kažem turbo folk, mislim tu kulturu turbo folk. Da. Znači, ako si ti turbo folk ljakse, seljak, nemoj molim te mene da ubacuješ u to. Jer se ja ne dam žare. Не дај се Владо. Ne daj se žare. Политика многу пратиш или не пратиш? Не знам, не можам да доловам од твојов твитер. Гледам, знаеш да зборуваш, да речеме, на многу теми и сакаш да си го кажеш мислењето, ама не можам да оценам баш дали следиш вака. Pa, kako da ti kažem? Вести гледаш? Pratim onoliko koliko mi treba da bi bio u toku. Што значи тоа? Pa znači, gledam sad da li će, na primjer, neko da kaže nešto o nečemu, da li će Trump da digne zid prema Meksiku, da li je pao neki avion, mislim, volim da sam u toku nekih stvari. Ali ovu dnevnu politiku, naročito kod nas, ne podnosim. To je klasična manipulacija, spinerski jedan manir, koji ja jednostavno uopšte ne mogu da trpim, tako da ih na dnevnom nivou te političare i te lopove uopšte ne gledam. А ја пратеше кампањава во Америка? Убаво, онака, саглам? Pa pratio sam ja, moram da ti kažem da sam bio nekako ničim izazvan, protiv te Hillary Clinton. Зошто така? Pa zato što... Што не ти се допаѓаше? Pa zato što muž loše svira saksofon. A Trump je bio opcija 2, pa odmah mi je bolji od nje. Znači ti da si Amerikanac... A imam utisak da ih, ali stavi mi pipser, da ih dobro zajebava. A, Trump, a? Da, samo da ne prođe ko Kennedy, ne naš Kennedy. Ne Kennedy, Jovan, ne. Ti знаеш ли на Кенеди што му се деси? Промени надимак. Ако можеш 3, пример, работи да смениш, кои би биле? Pa prvo bi i osnovno se osvrnuo na slobodu medija i cenzuru, pošto je to kod nas... Misliš дека многу сме... Kod nas je to na kriminalnom nivou. To je kod nas na nivou da to neko iz neke normalne savremene zemlje ne bi mogao ni da pojmi. Koliko je kod nas izražena ta cenzura. Druga rabota? Druga rabota, zatvorio bi jedno 10 tabloida. Затворио би... Па нели слобода на медиуми сега? Викаш што сега ќе затвориш таблоиди, човече, види го.
ама си зезнати ти. Zatvorio bih 10 tabloida koji se bave upravo, koji su konstantno u službi politike. A uopšte ne. Vidi, pustio bi svaki tabloid koji piše kako su, ne znam, ovo ispale gaće, ovo ispale ovo, ono. Tak. Ali ovi koji svaki dan potpiruju prave lošu situaciju, prave... Političko spinovanje. Tako je, spinovanje i naročito da ne pričam to širenje nacionalizma i to je tek katastrofa. To bi pozatvarao odmah i te bi ljude stavio na sigurno. Ne znaš? Na Popova šapka. Da. Kikenen. A onda bi video kako bi eventualno mogao da nabavim neki novac za državu, da narod konačno ima malo para. Ти си познат по тоа што правиш многу убави балади, знаеш, све кај тебе звучи романтично, све е некако убаво, така. Ако, пример, ти дадам задача да направиш глуп текст, Добро. би можел да го направиш да звучи пак така убаво, а текстот да е најглуп на свет. Dobro, imaš tekst ili ja nešto da napišem? Ti. Što da ti odsviram sa klavirom? Ајде, Владо, ајде. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Стопанска банка. Плаќај онлайн, брзо, лесно и сигурно. Значи, Владо, пробај прво мелодијата, ајде, најди ја нешто, не знам. Види како би свирил, шо би свирил. Нешто мекано, Владо, нешто така. Убаво. Разнежни ги гледачите, Владо. Направи да мислат на камин, чајче, топло, прекрасно е, Попова шапка, ти сам со девојката. Кенеди го гледаш чисти надвор. Снег многу паднало, Кенеди со лопатата се мачи, а ти си со девојка ти пиеш чај. Пробај. Жаре. Ушо си у паре, a ne vidiš drugare, a spavaš kod mature komšinice Dare. Dara? Ne, ni sakam Dara. Struju nisi platio, Wow. na onoj stvari si se klatio, Wow. i sad si opet shvatio da sam najbolji gost kog si ikada imao. Браво, Георгиев! Нешто за крај сакаш да направиш, да кажеш, да не знам, нешто. Ne znam, ja sam se samo prepao da pošto sam gledao Džambazova kad ste ovde lomili flaše. Така, го знаеш Игор Джамбазов, нормално, кој не го знае. Da, plašio sam se šta će mi se sve danas možda desiti, ali sam se izgleda provukao sa ovom glupom pjesmom. Нема, ништо. Ти убаво што пееш тука, ама број 1 е Джамбазов, што да правам, тоа е. Најбољи гост икада Игор Джамбазов. Dobro. Така да знаеш. Освен, Позdravi ако не Igora. кажеш... Pozdravi Igora i reci mu kad ti bude napisao pjesmu, ovako Dobro, ja, dobro. da onda može jedino da bude bolji gost od mene. Čekaj malce, сакаш да се изjednačиш со Игор? Nemam nikakav problem. Сакаш? Sakam. Ти имаш вака црногорска глава, као што те гледам. Ja, mama mi je pola bosanka. Ти можеш 2 флаши да скршиш ако сакаш. Mogu. Misliš da ne mogu? Ja мислам не можеш. Pa daj mi 2 flaše. 2 флаши? Pa da. Što ti ne razbiješ flašu u glavu? Ај вака ќе направиме. Значи, ќе земеме 2 флаши. Dobro. Една јас, една ти. И ќе си ги напишеме имињата, ќе Мешевски ќе биде тој што ќе влече. Ќе пишеме на едното ќе пишува Владо, на другото ќе пишува Жаре. Мешевски нека влече, тој што ќе излече нека крши флаша. Može. Ајде така прави. Поштено. Može. Владо Ѓоргиев самиот си се намести и рече дека сака предизвик. Не те натерав јасно, ова, пријателе. Не знаеш. Ja moram da budem najbolji gost. Да повториме. Секој има шише. Шише, ете го тоа, ето. Си ги држиме вака шишињата, флашите како и да е. Значи, погоре бе. Тука. Мешевски има 2 пликова, коверти. I prvo će da izvuče mene. Не знам.
Првиот што ќе го излече, само ќе покаже према камера и ќе го каже името. Тој што име ќе го прочита Мешевски, мора да си го скрши од глава одма, у секундата. Ајде, одиме. Мешевски, влечи. Владо Георгиев. Владо Георгиев! Абе, глава црногорска е ова! И ова е минута со Јангер. Само да го проверим микрофонот дали работи. Ало. Ало. Светле. Да. Како си? Одлично. Ти Мешевски не е битно. Океј, овде е Светле со нас. Светле игра вистински или лажни изјави од Мешевски. Значи, ние ќе ти дадеме изјава од Мешевски, а ти ќе кажеш дали сме измислили или он некогаш стварно тоа го рекол. Добро. Јасно така? Да. Може и одамна да е, може и кој знае кога да е. Ајде да видиме. Седам јас така во Фордот на семафори кога ја гледам Каршимене Сузана Спасовска. Да, точно. Ова го има кажано. Да видиме? Важно! Мешевски никогаш не рекол тоа. Чека да видиме следно. Знам дека не ја дочекав нова година и знам дека може 17, 18 или 19, 20 пати станував, склекови правев, према клавирот, повраќајки. Точно. Ова е вистина? Да. Да, сигурна Да, си? 100%. 100%? Ајде да видиме дали е точно. И знам дека не ја дочекав нова година. И знам дека може 17, 18 или 19, 20 пати станував склекови правев према клавирот повраќајки. Ете го, тоа е точно. Светле. Па ти. Апул за Светле. Good nature-че. Витаминка пакетче. Ако не е нова година. И значи те носиме у мавро, те носиме на шапка и те носиме у пехчево, човече се. Дето? Хотел Голов. Какав е то хотел? Е добар? Ќе видиме ја и ти. Па онда одлично. 18 февруари. У хали Борис Трајковски. У хала Борис Трајковски. Ако вам се ја не допадам, доđite да слушате Тонија Цетинско. Бидејќи Тони Цетински е одличен. Но Владо Георгиев, тоа е всушност нешто што не се заборава. Кога Владо Георгиев ќе ти дојде на гости, ти забораваш всушност на секој кој што бил претходно. Освен малку Игор Џамбазов, така се присетуваш на него, па си викаш Игор, добар беше Игор. Но Владо е нешто што не се заборава. Владо Георгиев е првиот кој што направил многу работи кој што ќе се памти за секогаш. Владо Георгиев е единствен. Знај, чума пеamo, љубави свакој доđe крај. Тако ја и Жара исто. Постану пријатели, тешко стану. И добро, тако е. За тебе увijek bit ću tu. U pola noći kad ti zatrebam, ko prijatelj ću puno da ti dam. Vidimo se 18. februara u areni Boris Trajkovski. 18. februari Борис Трајковски, Владо Георгиев, Тони Цетински. Владо! Hvala, Žare. Odlično. Glava mi je čitava. U komadu. Hvala, izlazim iz karta.